Како што најави во самата најава на почеток од утринската емисија Деница, денешното издание ќе биде посветено на смејата и на театарот. За поблиску да ви ги представам моите денешни соговорници, ќе ве замолам да проследиме заедно музичката numera што следува. Режија. Од Вардино село дојде в метропола, тебе ти купи iPhone, а јас имам Моторола. Најубав накид и најскапа кола, џабе ти е маче, пак се шеташ гола. Сите комшии по тебе се лепат како смола, дур си во двор или садиш гладиола. Дали си дома на џам или зад волан, а без злато ти секогаш си гола. Сва моја пјесма е од пола, а та е пјесма живот мој. Ти далje шеташ гола, на злато ти си тако крој. Сва моја пјесма е од пола, а та е пјесма живот мој. Злато џабе јас те учам, проста си ко едноцифрен број. Не е битно дали имаш капа или шнола, битно немаш ништо од градите до пола. Ти си злато мое од старата школа, тоа е болест кај тебе да се шеташ гола. Не сакаш фармерки, не сакаш Никола, сакаш сите да те гледат од оздола. Дури јас се нервирам, о ти шеташ гола, ти ми велиш Живко, картичката те мола. Сва моја пјесма е од пола, а та е пјесма живот мој. Ти далje шеташ гола, на злато ти си тако крој. Сва моја пјесма е од пола, а та е пјесма живот мој. Злато џабе јас те учам, проста си ко едноцифрен број. Прв пат во Деница, мои гости и соговорници се Александар Димитровски Саше и Никола Тргачевски Кумба. Дечки, како сте? Супер, добро утро. Разбудени? Веќе разбудени, да. Те е убаво. Прв пат ми е вака на утринска програма. Благодарам многу што се нафативте. Па и не било страшно, ете, убаво се сеќаме. Тоа е најбитно. Да. Сега, причина поради вашето гостување во телевизија Мега е 20 години од формирањето, екзистирањето на театарската сцена Солза и смех. Па, точно на 7 февруари, Солза и смеа ќе наполни 20 години. Мислам, бројка години за респект. По тој повод, ние интензивно се спремаме. Ќе биде малце порано, ќе го прославиме роден ден на 5 и 6 со нашата најнова представа. Тоа ќе биде шоу, представа со многу елементи на музика, на кабаре и таква работа, ќе се вика аудиција. И мислам дека ќе имаме многу гости и ќе го достојно ќе го прославиме нашиот 20 годишен јубилеј. Имате некои гости кои што ќе викнете, бидејќи се пак 20 години? Па, некои изненадување? Да, ние сме во план да снимиме и документарен филм, бидејќи стварно многу луѓе поминале низ Солза и смеа, кои што се сега доктори, директори, познати режисери, глумци пред се, монтажери, камермани, значи многу луѓе поминале. Па не можеме сите, мислам се дека се над 150-200 членови, ама со оддел кој што оставиле поголем впечаток во Солза и смеа, мислам да направиме некој така интересно документарно филмче. Сме во план дали ќе биде филмчето пред јубилеот или од кога ќе се вратиме од турнејата, па ќе видиме, значи како ќе стигнеме со време. Бидејќи во текот на овие 20 години, јас колку што знам, додека бевме средношколци, често знаевме да доаѓаме на ваши представи, се одиграни многу представи во реализација на Солза и смеа, гостувања се реализирани, имате некаква бројка заокружено, што се случувало во текот на овие 20 години? Од седи кога ќе одим само јас зборам, сега ќе кажам овие јас основни работи, бидејќи ќе се пофалам. Јас сум основачот на Солза и смеа, со нашиот познат сега режисер Дејан Пројковски. Заедно ја основавме Солза и смеа. Па од 96-та до денес, според, немаме точна евиденција направена, малце сме
не сме ажурни, така да се каже, да направиме некоја ретроспектива, а мислам дека се околу над 70-80 премиери и над 400-500 одиграни театарски представи. Мислам околу така. Системот за статистика не ни апдейтиран. Да, така. А иначе, на почеток почнавме да работиме како ентузијасти, аматери, почнавме да работиме познати текстови, како првата представа ни е Long Play од Горан Стефановски, потоа следеа Јордан Плевнеш, Нотр Фам де Пари, Нотр-Дам. Работевме Чехов, до еден момент кога се одлучивме да работиме пред некои 10 години, 12, се одлучивме да работиме кон комедијата и сатирата и до пред 7 години почнавме и да снимаме филмувани работи, играна програма, скечови кои што Кумбата поќе води евиденција колку се скечови снимени и сме ова година, минатата година, прогласени за најгледан канал на YouTube за Република Македонија со преку 8 милиарди гледаност на каналот и најгледано видео беше нашиот спот Марија ми се кифлиња со 2 милиони и 8 илјади гледаност до почетокот на 2016 година. Скечови имаме, мислам, преку 400 за сега. Што не е мала бројка, баш еднаш сакавме да видиме, и тоа беше пред, мислам дека година и пол, имавме некој настап во Швајцарија, патувавме за таму и баш сакавме да пуштиме во комбето да видиме целодење враќање, имавме што да гледаме, значи. И останаа, така. И на враќање на ден патувавме по 30 сати. Значи цело време работите, тоа значи. Работиме, да. Како се вика џабе работи, џабе не се. Саша го видовме на сцената и на Битолскиот народен театар, како глумец. Но Кумбата доаѓа од една друга професија и некако многу добро се снајде на сцената. Си еден од препознатливите битолски ликови. За тоа е задолжен тој, се разбира, и многу му сум благодарен. Ете, мојот почеток во Солза и смеа беше пред точно 9 години, 13 февруари, значи го памтам точно и денот. Пошто сепак ми еден, барем за мене ми еден животен настан. Бевме тоаш, да речам, тинеџери, средношколци, кога започнавме во Солза и смеа и се надоградувавме цело време се до ден денес и мислам дека благодарение на него пред се, тоа е веќе видливо и сега веќе сме многу повозрасни, многу работи научивме и многу живееме, ете да речем, како една мала фамилија што многу ни помага за натаму. Бидејќи спомена дека се приклучи кон групата како тинеџер, дали нешто се има променето во однос на таа љубов, на интересирањето кон театарот, од тој почеток па сега? Што е тоа што е сменето? Позитивно, негативно? Сменето. Денес е сменето на полошо. Мојата генерација, кога бевме средношколци, значи редовно посетувавме театар, барем 2 пати во месецот. Ги гледавме сите представи на Народен театар. Тогаш имаше интересни битови драми, други представи. Солза и смеа гледавме нон-стоп. Значи, тогаш Солза и смеа беше за нас барем бренд. Кога ќе одевме да гледаме представа на Солза и смеа, знаевме дека ќе има забава и салите беа преполни. За разлика од сега, каде што многу е намалена театарската публика во сите театри, не само кај нас. И мислам дека театарот како медиум е многу интересна работа и штета што младите толку често не го посетуваат сега. Бидејќи се одлучивте за комедија, а нешто кое, барем моето размислување е дека е доста тешко да се направи комедија од една страна, посебно во денешни услови, среќа некој да насмееш. Како ви успева? Точно. Тој што ќе рече дека излегвате, вие кажувате смешки, тоа е малце симптоматично, бидејќи
пред се комедијата е многу потежок жанр од другите жанрови, како што е мелодрама, драма, античка драма, трагедија. Значи секој може сега на ова време да заставиме да го расплачиме. Не треба многу. 2-3 убави реченици споени, ти амо, јас те сакам и тоа ќе дојде. Али да го насмеш човекот на ова многу тешко време, е стварно треба. Пред се јас викам, ако се занимаваш со театар, со комедија, со фактички ние ова што го работиме, пред се треба си како човек духовит за тоа да го пренесеш на сцената. Ако си некој тумрук и оди во драма или во трагедија. Не, стварно е тешко и некогаш и многу ни е тешко, кога стварно немаше идеја, а мора да го направиш нештото, бидејќи ако те немам, може да те заборати, да те снема. Зато некогаш правиме ние утки, како секој театарот, филмот е жива работа, сега на некој му се допаѓаме, на некој не му се допаѓаме, али држиме, мислам дека еден континуитет од баш од тој период кога кумбата почна таа генерација на што дојде во Солза и смеа, држиме еден континуитет 10 на 15 години, а првите 5-6 години на Солза и смеа беа така да направиме представа за Кочани, да насвоиме награда, аматерскиот фестивал во Кочани. Сепак и возраста тука на некој начин. Да. И се залетвавме, правевме многу тешки текстови. Значи, сега ти да го земиш Амадеус да го правиш од Питер Шефер, тоа е малце... На 15-16 години. Ја не, бев пред академија да се запишам, го правев Амадеус, Салиери го игравме, доста успешно, али се залетвавме во многу тешки текстови. Што се драмски, тешки и психолошки несватливи за нашата возраст. Потоа решивме да работиме детски представи и комедија. И веќе сме ориентирани само кон комедија. Имавме неколку пати обид да направиме нешто посериозно. Направивме пред 6-7 години, многу интересен текст, Семејни приказни од Билјана Србљановиќ, многу интересен текст. И мислам дека имавме страшен успех. Баш тогаш бевме последен пат во Кочани. И освоивме некоја награда, не се сеќавам точно. Значи имавме некои така истапи за посериозни работи, ама кај што пливаме најдобро, таму ни е најдобро. Неприфатливо на некој начин. Бидејќи она што и од публиката можам да го разберам и она сама што сум го видела, дека немате проблеми со прибирање на публика. И полните се. Не, Кумбат убаво кажа. Значи, збораме чисто за Битола сега. Во Битола игравме секоја премиера, имавме по 2, 3, 4 репризи сигурно. Сега некако, дали во Битола, сме веќе долги години, оди со вибрации, значи некогаш сме многу посетени, некогаш некои представи поминуваат, сме задоволни спрема тоа каква ни состојбата некогаш и финансиска и луѓето колку се расположени за театар, но сепак сме задоволни. Да би обично велат дома најбрзо се досадуваш. А во другите градови, од ова година, тоест од минатата година, почнавме да гостуваме по сите поголеми градови низ Македонија. Таму веќе се случува кршење на врати. Прв пат доживеа во Тетово да фалсификуваат карти. Значи, тоа знам дека нашите родители ни го имат кажувано кога одели на кино, дека правеле со лажна карта влегвале на кино. Али тука да се дешава во Тетово, мислам во Тетово прв пат бев нова година, и организаторот што ја организираше представата е фактички актер во тој театар таму, имат тие некој аматерско друштво некое. И вика, ова прв пат се случува толку салата, мислам голема сала, колку? Па 700 седишта бери, натре имаш 1000 луѓе. Да влегват преку оџак, преку балкони, мислам стварно беше и тие викат, вервајте, вика, после коктелот, после представата, вика, Тоже Проевски, кога имаше еден од првите концерти, вака беше и за вас. Да не правим ова пред за Охрид, за Прилеп, за Штип. Значи сегде Кичево веќе полниме по две представи. Значи сегде сме, јас не знам далеко, Битола си ја сакам, али некоја има некоја криза, али мислам дека ќе помине. Да. Тоа е некој вирус, ќе помине со антибиотик. Ја имавте и одскочната даска на филм.
Ја имавме, така. Да, значи Патот до кенгурите. Патот до кенгурите беше една соработка помеѓу Солза и Смеја и група Молика и Анета. Сценариото беше значи нивна идеја. Претходно се видовме неколку пати да ни ја раскажат идејата, да кажат што сакаат и искрено ни изгледаше занимливо. Саше рече прифаќаме. Прифативме се, филмот се снимаше, тоест требаше да се снима едно 15 дена континуирано, али Се снимаше 6 месеци. се снимаше 6 месеци, така, значи секој филм, секој процес има проблеми, па така се расипе еднаш комбето, после пејачот скрши ногата, значи тоа малку се издолжи и битно завршивме и крајниот производ излезе после 3 месеци монтажа и излезе тоа што излезе. Значи, филмот Патот до кенгурите, задоволни сите, премиерата помина многу добро во Битола, исто така ти има уште неколку проекции низ Македонија, секаде беа задоволни и најголеми успех филмот според мене го доживеа во странство, Австралија, Америка и Канада, кај што група Молика беа на турнеја и било стварно. Исто така се емитуваше на една од националните телевизии. Не, таму не се емитува, тоа е... Таму се емитува 3 филмови, Джим Кери, Кабеловски човек, Зоро и Патот до кенгурите. Значи тоа нема... Ја секогаш викам, по 1785 Ако добро, тоа е реклама, али што е претерано. И стварно тој филм ни донесе, така да кажам, покрај, да се разбереме, театарот не ни ја дојсе така популарност колку што ни ја дојсе филмот и пред се скечовите што ги снимавме. И ги снимаме. Тие се нашата, тоа ни ја дојсе нашата популарност. А театарот само се надоврзува на, значи публиката иди. Што би рекле културните, направивме на симбиоза на симбиоза на публиките, значи луѓето што ги слушаја Молика и Анета, што не познаваја нас лично и обратно, нашата публика што идеја на представи ги запознаја многу Ова повеќе. сакам да кажам дека во Штип или во Велес или во Кочани нема да те знаат ако игра само театарски представи, па тие не знаат покрај скечовите идат на нашите театарски представи. Значи пак една симбиоза, така да кажеме, која што не прати долго време. Така, колега. Интересно е во изработката на скечовите. Каков материјал користите? Сето тоа? Па Како ја наоѓате таа инспирација? Па за сценаријата обично читаме многу вицови, значи ете да речат да разберат луѓето дека не е се сватено за фраканција, туку сепак има истражување, значи мора да читаме вицови. Саше ги купува сите весници на Сабајли ги чита. Да кажам, да кажам. Јас до пред 6 месеци немав Facebook. Да. Стварно немав. И сега си купив еден телефон, имам Facebook и престанав да купувам весници. Сега можам да си нам на интернет. Ще идеш. Да, а иначе стварно дома имам еден куп весници, што купував. И знаеш колку, стварно, значи имам рубрика, вицотека или не знам, и се наоѓаат интересни работи. Сега со интернетот ми е полесно и продолжи. Да, и не се само вицовите, значи пронаоѓаш интересни настани што се случиле, што го бележале пример месецот, што нешто е вредно да се спомни или некако да го искарикираш и да го исмееш во видеото. Политика обично не гибаме, мислам дека на народот му е прекуглава до политика и сакаме скроз друга страна на хуморот да се направиме наш стил кој стварно на некој му смета, на некој не прифаќа срдечно, али не можеш па на сите да му се Бобо рече Саше, значи многу е полесно да расплачиш некој човек или на една работа плачи или на друга, или за хумор има многу видови на хумор, значи има и политички хумор, има црн хумор, има секој на различен начин се смее. Ти треба да ги собереш сите тие заедно и да ти бидат публика, да се смеат на иста работа. Ние правиме некој тип на хумор како К15, значи не ги имитираме никогаш, затоа што тие се типизирани, тројца ликои беа и толку. Значи ние сме, така да речем, поке ликои, кои што ги метнуваме во нашите скечи. Сега има пример, како што беа Хихирику на времето, тие
уште постојат и симнувам капа за тие. Некој каже, ајде тие се остарени, не се остарени, тие јас можам да му завидам, Evergreen, можам да му завидам на нивната пак Evergreen се Да, баш. Има се некои кумановчани кои што си седат сами на маса и си кажат вици и се смеат, мислам не можам да ги разберам, али па некои ги бедни све и нив, стварно. Седат двајца, тројца си кажат вици и се смеат така, да не кажам зборот и на телевизија сме. Значи, ама не, некои ги беднисва, некои нас не беднисва. Значи, Така. тука е До вкус. до вкус. Сето тоа е оправдано. Па оправдано е нормално. Битолскиот гол... Сме безобразни, така не велат, али тоа е. Имате некој оправдување или забелешка околу Значи, тоа? Зошто сте безобразни? Па се во светот се врти околу љубовта и сексот. Не, мислам, Тоа е двигател на нештата. Не знам, мислам дека така најлесно луѓето можат да се опуштат. Да не е политика, да не е политика, Така. да не ги гибаме ромите, да не ги гибаме полицајците. се лутат поповите, исто Затоа- сите се лутат кај нас во денешно време, така да гледаме нешто. Да, ама хуморот мора Така. да има предмет. Така. мислам. Да, аме сега Мислам, се не мора. сме баш во се, дали имаме. Вика, абе детето мое го научив се да псуе. Ние душе не псуем, затоа што бидејќи тие одеја на телевизија и имаме Таму мора цензура, али на интернет Викам, е медиум господјо- кој не можеш да го цензурираш. Викам господјо. Таму се веќе криви самите родители Ама што не, им детето пуштиле, треба да да. гледа цртани како што имаше, не да гледа солза и смеа. И стварно имаме многу од малечки дечиња, имаме голема... Нема, вика, вас... Ние се обидовме да направиме секоја година правиме по една детска представа за на плоштад, за на Магнолија и мислам дека нашите представи се едни од поуспешните. Се обидваме ние кеф. И пред 3-4 години имавме направено училиште за кловнови. И се наоѓаме на Корзу, која ќе имате представа? Кога имаме сега детска представа. Не бе, кај детска? Да го дојси ми на тие вашите мрсните, ама му вика. Јас му имам речено неколку пати вака на луѓе, на публика. Јас, моето дете, не би му дозволил да гледа солза и смеа на пример 4-5 години. Пошто сепак сме втора категорија, така не и категоризира телевизите. Што и до негде е окей, сепак, пошто пцовка како пцовка не е толку страшно, али за дете од 4-5 години сепак е рано. И сега тоа е избор на родителот, дали ќе му пушти или не да гледа. Во секој случај е избор на родителите, дали ќе го донесат на вашите представи или не, или ќе го донесат на детска представа. Да. Додека разговаравме пред музичката пауза, споменавте дека следува еден интересен период за вас. Тоа значи 20 години од одбележувањето, турнеја во Македонија, турнеја во Австралија. Значи ние во октомври имавме голема турнеја низ Македонија, како што кажав, со представата Жени на власт од Стеле Костов, познат бугарски автор, пишувал во време кога пишувале нашите кога се пишувале нашите битови драми, Антон Панов, Ристо Крле, и во тој период пишувал тој. Многу интересна представа. И со таа представа сега на 9 февруари заминуваме за турнеја низ Австралија. Во ние втор пат. Сега сме најпоќе фокусирани за представата која спремаме. Ќе биде многу поразлично досега од сите представи што сме ги правеле. Тоа се вика представата аудиција. Значи ние не сме да кажеме дека ние смисливме топла вода и дека ние го измисливме целиот проект. Тоа е според познатата Сараевска аудиција, која беше многу гледана на времето, и ќе биде многу и во друго светло Концепт, така. и друг концепт и во друго светло ќе бидат актерите, ќе видиме ние во целата таа работа. Значи тоа е аудиција за глумци кои што се запишуваат во Солза и смеа, али треба да поминат аудиција. Е многу интересно. Уште го чист наш производ е со наше сценарио. Да. Ствари не се базираме на однапред напишан текст, туку се работи на концепт на Спонтанност. да, И на на импровизација. импровизација. Значи пред се за нас е како процес на работа многу забавно, пошто му дава на актерот малку повеќе да размислува, значи не е само сега Значи да го немаш научиш текст. зададена улога, имаш 5 минути на сцена, 5 минути искористи ги. Оти толку, значи толку имаш 5 минути. Значи ќе имаме сите сега сме за сега 6 актери, сите ќе имаме по 2 ликои. Значи
по 10 минути секој ќе има, нема на пример са главна улога, јас играм цела улога, пример. Играм, не знам, Спире и играм, значи тука имаш 10 минути, да си кажува своите проблеми, што имаш спремено. Значи Исто интересно дека тука нема комплексни сцени, пример со 2-3 ликови, со 5-6 ликови на сцена, туку излегуваш и си самиот. Професорката и така и малце и тука е баш за мене како актер провокација и интересно да се снајдеш сам на сцената тие 10 минути кои ќе бидиш и како публиката ќе те восприеми сам на сцената. Значи треба да си многу повеќе интересен отколку претходно, затоа што 3-4 актери во сцената заедно ја прават атмосферата, али сам е многу потешко да му створиш атмосфера пример на 800 души публика. Верувам дека ќе биде интересно да се проследи сето тоа. Да. Сега бидејќи спомнавте турнеи, гостувања, имате еден куп представи, што е со финансиите? Како се снаѓате? Или тоа е болна или не болна точка? Бидејќи е малку тешко. Значи многу е тешко. Ние, значи искрено, до лани бевме во една телевизиска куќа која снимавме редовно. Од ова година сме само на интернет, бидејќи заради тие работи многу е тешко. Значи снимивме над, што кажа Кумбата, над 400 скечови, требаше да видиме милионери, али многу е тешко и рековме барем ќе снимаме за наша душа. Значи да сме фриленсери, што мислам не можеме да престигнеме, мислам не можеме, ако влезеш во некоја телевизиска куќа, ти треба да имаш програма. Ние снимавме на секој месец по 10-15 скечови, тоа е многу. Да. Сериозен проект е, не можеш проект, да ми ја закочиш програмата, значи мора да носиш нов производ. Финансиски никако ништо не гледавме. Решивме така по 5-6 скечови месечно да снимам колку да не има. И живееме од театарските представи, од гостувањата, од продајните карти. Некогаш ќе има, некогаш ќе нема, значи многу е тешко, али сепак уште не држи тој ентузијазам и не се откажувам. Very cat, што викам јас, сајте ќе дојди, имаме планирано во февруари имаме Австралија, во мај нешто има за Германија, па ќе видиме. Затоа се држиме, значи на тие што беше целта парите, не се веќе со нас, значи секој кој на некој начин не е задоволен, значи може слободно да отстапи од екипата и секогаш се држиме оние најсилните што нели ако нештото го сакаш треба да го сакаш и кога е тешко и кога е лесно, така да сме поминале сито и решето што викам. Јас поготово стварно, мислам стварно некогаш дури некогаш си викам зошто го работам ова, мама кога ќе станеш на Сабајле и одмајте да се работи нешто и мислам дека тоа носи успех. А ние можевме уште пред 2-3 години се откажиме и да Што викате, почели да се дешава нешто. Да се дешава нешто и мислам дека ете успешно го работиме тоа. Со поки работа, со поголема заангажираност, јас мислам дека ете, уште се надевам и уште сум ентузијаст дека ќе успееме. Сме успеале, али уште поки ќе успееме. И така. Да се надеваме дека ќе остварите некоја интернационална кариера со оглед на тоа Австралија и Германија. Па да. Зошто да не? Плюс таму има и наши луѓе. Да. Така пообично настапуваме кај нашите. Кај нашите настапуваме. Нашите, пошто наши има многу. Особено Австралија. Така, особено Австралија, да. Предходната турнеја, значи, во 2011 да. И интересен податок вика Мелбурн е вториот македонски град по жители. Значи прв е Скопје со 600.000 македонци, вика следен е Мелбурн со 120.000 македонци, па Битола е дури трет. Така да, тоа е голема бројка. Од 120.000 македонци, сигурно една десетина да дојдат, се колку? 120, не, како е 1200 луѓе. Значи, тоа е голема бројка. И посетеноста е голема исто како во Битола да играш. Видовме многу млади што, пример, сега брзо отишле таму. Јазикот го знаат перфектно, но видовме, пример, и луѓе што таму се родени и знаат македонски само дома што му се зборува, значи од родителите, али ги гледат скечевите и
уште поинтересно што ете летово запознавме неколку иселеници што идат тука. Не знаеше да збора македонски, ми збораше на англиски, вели не разбирам што зборате во видеата, ама ги гледам редовно дома. Значи се берат сите гледам јас се смеам, вели ако не разбирам што зборате. Така да тие таму не доживуваат подруго. Прво дека сме македонци, викат наше, ќе одиме сигурно да гледаме, а и второ интересно. Значи го правиме така хуморот да запали кај секоја една целна група. Знам дека и таму функционираат некои театарски групи кои што знаат често да настапат и кај нас во Македонија. Дали имате соработка? Имаше, значи, во Австралија, првиот пат кога не земаше театарот Бумеранг. Бумеранг, тој мислам дека на времето одеше пак, ќе речем, на една од телевизија, мислам таа не постои, на медии ми се чини така. Так. Ги дава и тие представи со Паца, со Маца, не знам како се вика тие. Некои селенички содржани беа. Значи човекот си имаше направен свој театар, Миша Втаровски, тој не зеде првиот пат. Значи театарот Бумеранг. Мислам дека сега дали се во некое мирување или не сум сигурен дали работат, ама знам дека постоеше. Има еден друг театар Од Сиднеј кој што работат друг вид на представи. Собственикот на театарот, под наводници е психијатар и прави не сериозно, и прави комедии во смисол, например, прави сега пример за рак на дебело црево. И преку театарската представа како да се излечи, како луѓето да се понашат што имаат такви проблеми, направено преку театарска хумор, представа, преку и тие се повозрасни луѓе. Имавме со нив некоја проба за некоја соработка за да направиме нивни текст тука во Македонија, кој тие ќе го финансират. Па сега во Австралија кога ќе се видиме, мислам дека ќе договориме, ама интересно. Тие се постари луѓе, интересни представи прат. Тоа мислам јас дека така функционира. И се гледа дека се ентузијасти актерски, мене многу ми се допаднаја. Гледаш сепак луѓе што зборат два јазици, некој од нив и таму се родени, му е тешко, али стварно задачата си ја сватиле како што треба и изгледав една представа, многу ми се допадна и се надевам дека ете ќе имаме соработка. Така се таа што требаше да Така. работиме. Значи тие се мислам дека тие се бомбардирани многу од фолк естрадата. Јас немам ништо против. Значи сега за од Македонија во Австралија се одени над 4-5 групи. Пејачи да не зборам колку. И мислам дека ваква работа, театар, нашиот театар од први битолскиот театар првите ојде во Австралија пред години. Драмски театар има одено, Прилепски театар има одено, К15 последно беше. И мислам после тоа се не работат поќе ништо. Од тогаш мислам последна работа му беше турнејата во Австралија и сега по толку години ние одиме за да видат нешто луѓето, стварно нешто што не е джингерлаке, а е театар, комедија и нешто што многу ќе биде поразлично од тоа што го одат секој ден, секој викенд, така да кажем, или секој празник да гледате едното исто. Верувам дека ќе бидете и за нив едно освежување, и за нас на 5 и на 6 февруари. Да, тоа мислам дека ќе се спремаме многу интензивно и верувај чекам да многу интересно ни е на проби и ќе Така, па не е родено на кога не си го прославиш самиот, да ние веќе си прославуваме веќе. Дечки, јас ви благодарам многу за гостувањето. Море вака од Сабајле многу зборлеси. Таман. Замисли во попладневна какви ќе видиме. Повеќе. Да. Ќе дајме ручани. Благодарам многу за гостувањето. Ви посакувам многу успех, па се гледаме на театар. Да, ајде. Почитувани, тоа беа моите денешни соговорници, членовите на Солзи и Смеја. Во продолжение, ние одиме понатаму со утринската програма Деница.